Ау, почнавме веќе? Здраво на сите, ги гледате Инстант Вести, првите македонски вести на Инстаграм. Јас сум Михаила, а во следните 10 минути ќе се посветиме на вестите кои го одбележаа минатиот период. А ги имаше многу. Само да го довршам зборливо измачи нешто денеска. Распустот заврши, учениците се вратија во училишните клупи. Сепак, второто полугодие се одложи, па наставата почна дури на 1 февруари. Ова беше одлучено откако по новогодишните празници нагло се зголеми бројот на нови случаи со COVID-19. Но второто полугодие не започна за сите исто. Четврто оделенката Ембла Адемиот Гостивар не ја почувствува радоста од повторното враќање во училишните клупи. Група родители на ученици од основното училиште Башкими преку петиција ја бойкотираа наставата бидејќи не сакаа нивните деца да бидат заедно во училница со Ембла, која е со Даунов синдром. Случајот за малата Ембла предизвика бурни реакции. Народниот правобранител формираше предмет по сопствена иницијатива за случајот. Истото го направи и Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, а на социјалните мрежи се прошири онлайн петиција со која се бара оставка од директорот на училиштето. Неколку активисти пак се инспирираа од случката и организираа акција во која носејќи надписи "Јас имам Даунов синдром, те молам доприме", шетаа низ градскиот плоштад во Скопје. За жал, како што велат, само мал дел од минувачите оствариле контакт со активистите. Веќе кога почнавме со образованието, да споменеме дека и оваа година матурата ќе се полага како лани. Тоа значи матурантите ќе полагаат 2 екстерни, 2 интерни предмети како една проектна задача. Одржавниот испитен центар најавија јавна дебата за новата концепција за државна матура која треба да предвиди 3 вида на државна матура: гимназиско, стручно и уметничко. Ветуваат дека процесот ќе биде јавен и транспарентен. Ке следиме. Се префрламе накратко во Кичево. Оттаму ја имаме Марија Петреска да ни ја пренесе атмосферата и да ни каже што има ново за младите. Повели Марија. Претежно, младите што се 17 години, тинејџерите, сега се спремаат за полагање на возачки испити и сите се зафатени со тие обврски, како еуфорија за возачките испити. После школски активности има наубави места, како например местото на кое што сум сега. Тука во Калето се претежно кога е убав денот излагаат во кафиќите каде што има тераса, за да можат да го искористат прекрасното сонце. И така, сметам дека младите во Кичево не толку учествуваат во културни настани, затоа што недоволно ги има во Кичево, но се надевам дека таа состојба за брзо време ќе се поправи, ќе учествуваат во повеќе културни настани. И тоа е се што би можела да кажам за младите во Кичево во овој период на годината. Исто така, матурантите се спремаат за полагање на нивните матури, спремаат проектни активности и така натака. И сите се возбудени за летото, иако е на 3 месеци од сега, но сите се од сега возбудени за летото и мислам дека тоа е супер. Money, money, money must be funny in the rich man's world. Со 90 гласа за, собранието едногласно ги усвои измените на законот за минимална плата, со кои минималната плата ќе се покачи од 15 на 18.000 денари. Со законските измени се очекува околу 80.000 работници да земат покачена плата веќе од април. Одма полесно се диша. Самохраните родители за прв пат излегоа на маршот кој порачаа дека не сакаат сожалување, туку право. Во дел од нивните барања се споменуваат и дефинирање на термините самохран родител и еднородителско семејство, помагање на самохраните мајки за решавање на стамбеното прашање, како и создавање механизми за квалитетно вработување на самохраните мајки. Под слоганот "Колку жртви се доволна", неформалната група на Точак организираше нова критична маса на која граѓани возеа и побараа одговор од надлежните за тоа како планираат да ја зголемат безбедноста на улиците за сите учесници во сообраќајот. Потик за оваа критична маса беа неколкуте сообраќајни инциденти изминатиот период во кои починаа пешаци. So much panic, so little disco. Ама ајде да не се жалиме, колку толку имаше културни случки периодов.
Се шуркавме на земјотрес, младинскиот културен центар се тресеше од метал, техно, джез, синдирок и трап звуци. Редици луѓе прво чекаа за да влезат, а потоа толпи млади луѓе постојано се движеа горе-доле, од стејдж до стејдж, од настап до настап. Бендовите свиреа кратко, ама затоа ги имаше во изобилство. Джингерлака джикица, што си уба. Наредно во МКЦ се гледаме на Востание на 19 март, каде се најавени настапите на Hardfaced, новиот почеток, Искра, Gargoyles и Conspiracy. Од Авалон пак го најавија концертот на рок групата Deep Purple на стадионот на АРМ во Скопје на 28 мај. Публиката ќе може во живо да ги слушне класиците Smoke on the Water, Hush, Strange Kind of Woman и уште многу други хитови што го обележаа 5-децениското постоење на бендот во музичката историја. Слушаме македонска музика. Овој пат го имаме бендот Селена Утика, во чиј состав се Емил Бакев, Лјупчо Стевановски и Огнен Митев. Нив ги слушаме со песната Ива, за која вела дека е уникатен спој од повеќе стилови. Često ja sonuvam Iva, vo mene nešto Стигнавме до вестите од странција. Работниците во Белгија наскоро ќе можат да изберат 4-дневна работна недела. Работниците ќе имаат право да ги исклучуваат работните уреди во слободно време и да ги игнорираат пораките поврзани со работа без да се плашат од одмазда. Јас си го правам цело време и без законов. Слушате? Париз го пушти во употреба првиот звучен радар како дел од планот на властите да ги казнат бучните мотори и други возила во еден од европските најбучни градови. Машината е поставена високо на улична светилка во источниот дел на градот и таа ќе може да го мери звукот на возилата кои поминуваат и да ги идентификува нивните регистарски таблички. Ни треба нешто вакво за партизанска и за наводњанска. Спортот стана официјален спорт во Северна Македонија. Замислете, процесот траеше цели 17 години, а него го водеше Македонската Еспорт Федерација. Кога сме кај спортот, на лизгалиштето во спортскиот центар Борис Трајковски имавме прилика да проследиме делот над преварот во уметничко лизгање. Погледнете како изгледаше атмосферата. Во месецот кој е редок по своите 28 дена и оваа година, 4-та поред, имаше национална кампања за запознавање на јавноста со ретките болести. Радио МОВ се приклучи така што секој ден месецов објавуваше по еден текст за една од ретките болести. Тоа беше се за сега. Мики се одјавува, вие продолжете да не следите или се гледаме наскоро со многу нови содржини.